Еве да ве поздравам и да ви кажам, вака како што јас си седам и си уживкам на некој начин, да не речам со скрстени нозе, отприлика вака македонските спортски новинари си седат и си тренираат тастатура спортско новинарство, известувајќи за зимските подготовки на нашите фудбалски клубови. Скролам, читам, вртам по веб страниците. Овие играле пријателски надпревар, тепале 4-0, овие летнале за Анталија, некоја сликичка со джит позадина, шушкав си облечени фудбалериве. Третиве до прва почнуваат таму на некое ритче, трчаат. Четвртиве имаат базични подготовки, не знам што. Се утепаа пишувајќи спортските новинари од фотелите, од столовите, од компјутерските тестатури, од ова лаптоповите. Да не веруваш, се знаат. Дури и кога Вардар ќе оди за Анталија, како ќе оди, тоа знаат и прачињата дека ќе лета со авион. Со кого ќе играат таму. Бог да чувај, Бог да чува. Нити се наведува изворна информација кој им кажал дали шефот на стручниот штаб Горас Михаилов ги известил дека Вардар ќе игра пријателски надпревар, да речеме со тие и со тие. Кои биле стрелци за тиквешка вадарци на пријателскиот надпревар против Неготино? Дури не пишуваат ни кај се одигра, дали во Неготино и во Кавадац. Не знам. Тоа тастатурите им се многу измешани, изгледа. Тешко се префрла од кирилица на латиница, па има и странски јазици. Чудесие. Тоа ја што сум го учел некаде 88, 9, 90 година, кога пишувавме на машини за чукање. Оние големите сосема нешто друго. Не. Значи сме имале информација. Еве јас ќе кажам една, јас ја обезбедив дека Насер Синани ќе дојде во Вардар некаде 88-9. Добро фудбалско име, мој пријател. Мислам дека сега малку се бави со менеджерство. И ми вика Воин Трајковски, Војче, го водеше Вардар. Јелчо, дојде тука седи до мене. Да, Војче, од кај ти оваа информација? Викам, Војче, пишува таму. Си напишал, ни кажа. Па викам, па он ми кажа, вика. Насер Синани ми кажа. Добро, стави го, дека он ти дава изјава. Добро, ќе го ставам. Насер Синани, доаѓам во Вардар на голема врата, ме бараат да играм. Као приправник го објавија со некои иницијали РНМ, редакција Нова Македонија. Нема право да се подпишувам, бидејќи бев приправник. Значи, не може да напишеш, дознаваме, тој доаѓа во таа екипа да го засели навалниот ред. Или наслов, Струмичка Брера ќе се засели со навален напаѓач од Србија. Бог да чуе и да вране наслов. Па има ли тој ми презиме фудбалерот? Има ли од која екипа тоа? Не знам, да не веруваш. И вака да ви кажам, понекогаш мислам дека и јас грешам. Некако, као да делам памет, нешто да советувам, да се правам паметњаковиќ, а оние кои ме знаат долги години, знаат дека не сум таков. Не сум човек кој брка во тугите работни професии, да не речем во тугите живот или во тугите обврски, задоволства и така натаму. Сакам да се дружам, се сметам за социјален тип, се сметам за дипломиран економист кој учил новинарство во белата зграда на Нипотот. Од многу ментори, сега да не ги кажам, не е тоа темата. И секогаш имало, значи, не може јас сакам, ја не сакам, ама тоа може и вака. Не бе, шефе, не. Значи имаше наднаслов, наслов, поднаслов и кажуваш
пренесуваш како си ја дознал информацијата. Не може дознаваме, ни кажа, разбравме. Тоа са може, ако се работи за некоја аферичка, сум правил јас таква, кога сака одредени луѓе да продадат на превара да го продадат Македонија, Република Ирска, па ги фатија со раците во мед. Не почнем да пишувам додека не ги имам сите докази, како фотокопии верни на оригиналот, сместени во СЕФ во Нова Македонија, со благослов на генералните менеджери и главни уредници тогаш. Не она уредничка политика. И почнам да објавувам, и како сега ја што критикувам, ме викаат лажеш, свикаа пресконференција тогаш, демонтира, ме напаѓа, ајде да не зборам, ме викаа малци, пази кај одиш, може и некој не да Боже црна врека да завршиш и малку, искрено малку, не го земав тоа со резерва, него така, мисля дека е да таму стигната работа. Знаете што се случи? Тој што ми ги даде доказите од Амадеус системот за летење, кога ги извадив доказите, дека има тоа, дека имало контакти со Република Ирска, дека ирците одговориле како сакате да се видиме, што би збореле, како да го договориме над преварот. Беа квалификации за Европско првенство. Белгија, Холандија ми се чини. Настана лавина реакција. Значи, ајде да не ги критикувам овие тастатура спортско новинарство. Јас еднаш у животот сум имал тастатура спортско новинарство, кога сум рекол, дознавме над преварот Македонија, Република Ирска во Скопје, требало да биде наместен, лажиран, имало обид за лажирање. И ме нападна вака како сега јас што ги напаѓам. Условно ги напаѓам, не ова напад, ова е малку. Правиме емисија за YouTube канал, ако разберат, ако не, нека се живи и здрави. Со никого не мислам да се надмудрувам, нити да делам памет. Да завршам таа афера, врз база на тие докази се отвори парламентарна расправа во собранието за фудбалската репрезентација на Македонија. Мислам дека беше прв, единствен и последен пат до сега. Пратениците додоша кратко расправа, бидејќи тоа се заташка за добро на сите. Не кажувам имени и презимења, тие што сте да знаат за што беше работата. И не е поентата за луѓето и за наставно, поентата е у тастатура спортско новинарство, дека тоа не треба да се практикува. Дека секогаш треба да си едуциран, образован, школуван, подкован, да имаш тактика, техника, да ги имаш алатките и секогаш да работиш и да настапуваш со нив, за да ти веруваат луѓето. Како мене ќе ми веруваат ако пишувам, како ќе сум останал 35 години ако пишувам, дознав, разбрав, ми кажа, слушнав, тоа у новинарството не поминав, у спортското новинарство. Ич! Сум рекол 100 пати и ќе ја завршам сега оваа блиц емисија кратка. Без мирисот на тревата, без мирисот на ова. Без мирисот на стадионот, еве го позади нас, на хукот од тревините. Без мирисот на тартанот, каде што ја бришат потта на кошакарите, на одбојкарите, на ракометарите. Без мирисот на тартанот, каде што трчаат атлетичарите. Не можеш ти да кажеш дека Бен Джонсон е светски рекордер на 100 метра, па макар бил и врвен спортски коментатор. Не кажам, не сакам име. А да седиш дома, удобно во фотелјата на топличко, да ти се греат нозите и да пишуваш за зимските подготовки во Анталија, во Гевгелија, во Крушево, во Кавадарци, во Приле, во Струмица или не знам каде, во Тетово, мислам нема никаква смисла. Нема никаква смисла. Бидете поздравени, се гледаме на нашиот YouTube канал, стисните subscribe, претплатете се, не ви чини ништо. Поддржете не колку што можете. Ние сме тука за вас да ви кажеме нешто што мислиме и сметаме дека ќе предизвика внимание, интерес и реакција кај вас. Довидување, Мијалче Доргутов, продукција Скок, YouTube канал Доргутов.